Судство, обвинителство, пресуди, корупција. Брисел утре треба да ја соопшти својата оценка до каде напредувала Македонија во однос на владењето на правото. Очекувањата се дека Европската комисија ќе изрази задоволство од постигнатото, но секако ќе има критики во однос на судството. Позитивната оценка секако би се подпирала на фактот што Македонија има спроведено цели 50% од планот за раст на Европската Унија и тоа е охрабрувачки резултат. Од прилика имаме околу 50% исполнетост на реформите од планот за раст, што е задоволително, но може и многу подинамично и побрзо, со оглед на тоа дека на почетокот се доснеше. Без оглед на тоа, мислам дека извештајот ќе нотира задоволство од барем од таа реформска динамика што се зголеми во изминатата пола година, да речам, и крајот на минатата година. Забелешки во извештајот се очекувани во делот на судството, иако во меѓувреме се донесени законски решенија кои се во согласност со европското законодавство, а завршени и значителен дел од реформите во правосудниот систем. Главните забелешки речиси сигурно ќе бидат неефикасноста, селективноста и се уште присутната партизација во судството, а секако дека од Европската комисија нема да заборават ниту на борбата со корупцијата. Во делот на корупцијата очекувам дека сепак ќе се констатира постоење на се уште на системска корупција во различни сектори, како и недоволни резултати во делот на борба против високата корупција, иако и тука имавме некакви исчекори, позитивни би рекол, сепак завршување на одредени процеси или конечно соочување со правдата на дел од овие обвинети високи функционери се уште не сме дочекале, што прави сомнеш колку таа борба е целосно посветена. Пред неколку дена премиерот Христијан Мицкоски посочи дека Македонија е најнапредната земја во регионот кога е во прашање реформската агенда на Европската Унија.